Тука со нас се Борис Мејковски и Пандил Стефковски, едни од основачите на Илинденскиот марш 78. Борис Мејковски е еден од тројцата основачи заедно со Гоце и со Борче Стефковски, а додека Пандил Стефковски е син на Гоце Стефковски. Овој разговор ќе го започнеме тука од Кривогаштани со Борис Мејковски, како што кажавме, еден од основачите на Илинденскиот марш. Се наоѓаме во Кривогаштани пред последната станица, за да денеска заедно сите, целата конјаница, влезете во Крушево, каде што ќе бидете пречекани од граѓаните пред столбот на Републиката. Ајде да се потсетиме малку како започна целата таа приказна со Илинденскиот марш далечната 78 година и која е таа порака која е што после толку години денеска повторно, јавајќи на коњи од Скопје, ја носите тука во Крушево. Видите, пораката пред се не е, мислам и самиот почеток на овој марш кој е удрен темелот или корењата кои се пуштени, не е тоа некоја лична награда на било кој поединец од нас кој што во тој период, бидејќи по старите генерации памтат како беше тогаш во смисол на појавувањето на една ваква конкретна, например, акција, да се крене гласот на македонскиот народ. Кога некои луѓе по селата кои што патуваме и по населените места низ Македонија, беа зачудени, прашува каде, вика, момчиња, кај ќе одите со коњиве, од кај патувате и до кај ќе одите. Патуваме од Скопје, им кажуваме дека патуваме кон Крушево и целта ни е стасано Крушево да оддадеме почит на нашите прадедовци, на нашите познати херои за Македонија, комити, војводи, кои што ги положија животите за ова што денеска го имаме ние. Иако во тој период нормално имаше големи притисоци, се уште беше Југославија како држава, Македонија составен дел на Федерацијата на Југославија. Ние беме во тој период и малтретирани, кога се вратиме од Крушево, као националисти. На некој начин сме работеле да против Југославија, а не. Самиот тој чин покажуваше дека ние сме биле во исправна насока, како млади, и денеска затоа гордоста е преголема кај нас, кога исто патуваме низ Македонија. Сега овој поход, да го наречам, кон Крушево, е еден од најголемите со коњаница во бројка, над 52 коњаници тргнаат од Горно Лисиче, кај што традиционално се одржува поаѓањето на 27. И гордоста и милоста спрема Македонија голема, кога ги гледаме секаде луѓето, дали тоа беше во Катланово, Петровац и така натаму, другите, не можам да ги спомнам сите места, Велес, излегуваат од своите домови по крилиците, ја поздравуваат коњаницата, посакуваат добар пат. Да, тоа можеме да го забележиме и тука во Кривогаштани, каде што бевте пречекани од граначалникот и од граѓаните. Па видите се, ова е сеопшто, па ќе кажам, национален државен празник, ова е празник на сите македонци, па и на оние кои што се од другите националности кои живеат во Македонија, излегуваат луѓето. Интересно беше и во други села, во Прилепско, кај што излегуваат луѓето, не пречекуваат, стенуваат со нас, ни подаваат водичка да пиеме и така натаму, да понесат комитите. Значи, веќе тука е еден знак дека оно што го поверувале во минатото и што го поверуваме ние денеска, дека мора да има едно сеопшто национално единство во Македонија и не само во делот на поаѓањето на повеќе коњаници што поаѓаат од Македонија. Тоа е гордоста. Јас сега, например, кога гледам дека што ние сме постигнале како млади момчиња во тој период, дека сега од повеќе градови од Македонија тргнуваат коњаници и тоа е знак на обединување, не на разединување некој што мисла. Дали сме го постигнале тоа што вие сте сакале да го постигнете далечната 78 и како што кажавте сега со појавувањето на новите коњаници? Дали Мечкин камен како место, како срцето на републиката, каде што започнала борбата за слобода на Македонија, е место каде што ние се обединуваме или за жал се разединуваме? Затоа што на тоа место имало и немили случаи, како што би на некој начин исвиркувани одредени политичари, па дури вербално и физички напаѓани. Дали можеме ние како народ да се обединиме, затоа што токму председателот на Илинденски марш пред 2 години даде една силна и моќна порака, дека ако не се обединиме и не си подадеме рака, еден ден нема кој да ја пречека коњаницата тука. Па видите, нашата цел е да се обединиме. Во секој случај да се обединиме, знаеме ние, имало во минатото
сепак имаше доста турбуленција во Македонија со самото самостојување и така натаму. Па, нажалост, и ден денески има такви појави, но вие кој што рековте и самиот денеска стоиме ние пред општината одека во Кривогаштани. Градоначалникот е од социјалист од СКМ. Значи, нас тоа не ни смета и тоа е исто една голема порака до сите, значи за оно национално единство што го повикуваме. Конечно треба да се надминат сите тие такви партиски разлики помеѓу народот. Па сега ќе се надминат, ја се надевам дека само може треба уште време. Како што кажаме, со нас е и Пандил Стефковски. Колку дена патувавте од Крушево до тука? Па од Горно Лисиче тргнуваме од црквата Свети Петар и Павле. Една вечер преспиваме од Долно Лисиче, потоа Велес, село Теово, село Ропотово и еве денеска сме тука вечер во Крушево. Во 19 часот, во 18:30 часот сме пред црквата Свети Никола во Крушево и потоа утре учествуваме на поворката низ градот и на втори на Мечкин камен. Какво е чувството да се биде дел од овој марш? И по кој пат сте вие дел од него? Па јас како коњаник, кога бев помлад, идев за Крушево повеќе пати, меѓутоа се оставам простор и за помладите да идат, така да е 25-6 години више сум дел од овој марш. Како што и господин Змековски кажа, ова е најголемата коњаница досега организирана од 78 со околу 52 коњаници. Значи оваа година имаме најголем број на коњаници, меѓутоа сега пред влезот на Крушево ни се приклучува коњаница од Кичево, коњаница од Битола, така да огромен број на коњаници ќе влезат во Крушево оваа година. Каде што ќе бидете пречекани вечер околу 18:30 или 19 часот од страна на граѓаните токму пред столбот на Републиката во центарот на градот. Да, значи денеска во 18:30 пречекот е пред црквата Свети Никола во центарот на градот. Утре во договор со 10 дена Крушевска република учествуваме во манифестацијата и Мечкин камен. Го прашав и господин Змековски и вас како еден од помладите учесници на овој марш. Која е пораката што ја пренесувате? Па исто пораката е да се обединеме сите заедно да го прославиме како што доликува, значи достојно овој голем наш најголем национален празник Илинден. Што представува за сите нас овој празник? Па представува значи борбата за Македонија, значи почнала од Илинден, па преку Асном, па 91 година кога се осамостојува Република Македонија. И еве за крај коњаниците стана на еден начин заштитен бренд на овој празник. Со вас се започнува одбележувањето на 10 дена Крушевска република, со вас се завршува и вие сте оние првите кои што граѓаните на 2 август на Мечкин камен ќе ги пречекаат токму на тоа место. Па да, ние сме више бренд, препознаени низ цела Македонија, поддржани, дури од цела Македонија веќе организираат коњаници да дојдат во Крушево, значи квалитетот на овој Илинденски марш е препознаен од цела Македонија, граѓаните го препознаваат, го поздравуваат и мислам дека понатаму не може да има прослава на Мечкин камен без Илинденски марш. Значи целата идеја и понатаму да се шири целата ова идеја и да има што е можно повеќе членови во овие коњаници. Па така да. Ви благодарам за разговорот, господине Змековски, и на вас. И еве сите оние што сакаат да ја видат коњаницата денеска, утре, но и на втори, на самиот ден Илинден, да дојдат на Мечкин камен во Крушево и сите заедно да го одбележиме големиот национален празник.